Сдруженијето на новинарите на Македонија изразува сериозна загриженост што кабинетот на председателот Ѓорги Иванов во изминатиот период им понудил безбедносни сертификати на одредени новинари, наводно во име на поголема транспарентност на институцијата. Имаме сериозни информации дека најголем дел од новинарите што се повикани на тој брифинг го подпишале бланко барањето за добивање безбедносен сертификат без да имаат можност да се информираат за правата и обврските на носителите на ваков сертификат и како тоа евентуално ќе се одрази на работата на новинарите. Сметаме дека доделување на вакви сертификати за новинари од безбедносни служби представува притисок врз новинарската професија, затоа што новинарите од стожери на јавниот интерес ги претвара во државни службеници. Ваквиот непромислен потек на председателот Иванов ја загрозува слободата на медиумите и представува обид за контрола, затоа што поврзувањето на новинарите со безбедносни служби представува дополнително ќе ја зајакне само цензурата во медиумите. Го повикуваме председателот Ѓорги Иванов веднаш да им нареди на неговите советници да ја прекинат постапката за издавање безбедносни сертификати за новинари. Ако председателот сака да ја зголеми транспарентноста на институцијата, тоа може да го направи со почести контакти со новинарите и објавување на сите информации од јавен карактер со кој располага. Исто така ги повикуваме колегите веднаш да се откажат од барањето за добивање сертификат, бидејќи тоа е во спротивност со етичкиот кодекс на новинарите. Тој не обврзува да ги почитуваме законите на земјата, но исто така бара од нас да не се окриеме информација што е спротивно на јавниот интерес. Тие се обврзани дека тие доверливи информации нема да ги објават. Практично, колеги, со овој чин на нашите колеги им се врзуваат рацете. Тие добиваат аксес до информација, меѓутоа се обврзуваат законски да не ги објавуваат тие информации, во спротивно ќе можат кривично да одговарат. Ова со други зборови значи врзување на рацете на новинарите со нивниот подпис. Затоа сакаме да ја одбегнеме таа опасност. Тие не се оние безбедности најстрогите сертификати, меѓутоа тие се класифицирани, има неколку. Меѓутоа било каков обид на новинарите да се поврзуваат со безбедносните служби, тоа е апсолутно неприфатливо. Затоа што, колеги, ние како новинари имаме обврска да ги почитуваме законите. Меѓутоа некогаш ние можеме и законите да ги прекршуваме, ако тоа е од поголем интерес за јавноста. Така да, тие колеги кои што евентуално би добиле такви сертификати, ова улога на медиумите како watchdog во јавноста нема да може да ја извршат, затоа што свесно ќе одат во затвор, затоа што подписот за таков сертификат тоа значи дека вие се обврзувате да не ги објавувате тие информации. А какви новинари сме ние, ако имаме информација, ги чуваме за нас? Имало многу шпекулации, меѓутоа ова е прв пат колеги да се обратат кај нас и да ја пренесат или да ја споделат ова загриженост, затоа што се свесни дека направиле нешто погрешно, а биле доведени во заблуда на некој начин. Биле повикани во групи, во изолирани групи, така да немале можност да комуницират. Групите биле од 5 до 10. Така да тие не ни можеле да контактират со редакциите, да ги прашат што е ова, што би значило ова.